Веќе втора година ја живееме пандемијата на COVID-19, вирусот кој што несомнено не фати неспремни. За се што донесе оваа пандемија, за психолошките и емоционалните нарушувања, за рестриктивните мерки, полицискиот час и домашниот карантин, разговарам токму со психолог и гешталт психотерапевт и основач на Центарот за применета психологија Дора Попова-Узуновски во денешното издание од емисијата од своја страна. Дора, ти благодарам што ја прифати поканата, по втор пат еве да се видиме и да гостуваш во емисијата од своја страна. Благодарам, добро ве најдов. Како ти ја пребродуваш пандемијава која што ја живееме? Еве втора година веќе. Како се соочуваш? Да, ова ти е искрено добро прашање. Јас пред некој ден така си го поставив како ја пребродувам пандемијава, бидејќи во старт нели која ни се случи. Некако го имав тоа доживување на страв, како што го имавме нели сите, тој првиот месец дена, таму негде март, април, додека бевме, мислам дека една фаза на шок прво, нели за тоа што воопшто ни се случува и кој сега ќе биде излезот од оваа ситуација, па што е сега ова што ни се случи, кој е овој вирус и така натаму. И во тој момент како и сите бев многу исплашена и баш дури онака бев дека треба побрзо да имаме мерки. Дека баш онака ги барав тие карантински мерки, си викав зошто луѓето не ги уведуваат овие мерки, меѓутоа после некое време како се случија нели мерките и од старт некако мислев дека и властите добро се справуваат со пандемијава, нели во еден момент бројките се намалија, дека е под контрола. Да, и одеднашка се ескалираш. И некако тоаш нели се случија многу работи, добивме многу информации. Бевме бомбардирани со премногу информации од сите страни, точни, неточни, некако дека вирусот е многу лесно пренослив, од друга страна видовме ситуации во кои што не е толку лесно пренослив. Јас лично се соочив со таа ситуација кога сопругот мој беше позитивен од ковид, меѓутоа јас не го добив вирусот, бев негативно на вирусот, а останав со него, значи не се изолирав ниту еден ден од него, иако неговата слика беше доста лесна. И некако како се случија сите тие работи, се ослободив од тој страв, а и на крајот на краиштата некако дали бидејќи сум терапевт, а ние терапевтите е битно да работиме на себе и дали можеби тој еден страв од смртта кој што е нели нормален за секој човек, мојот процес на работа на себе како терапевт, можеби сум чачнала нешто и во тој аспект, во тој страв. Едноставно сум видела дека тој страв, ние имаме негативен страв према смртта, ние луѓето. Дека и кога се менува тоа со едно чувство на нормалност, еден позитивен став кон смртта, дека тоа е нешто во ред да ми се случи. Ние сакаме да сме екстраординарни особи, тоа го сакаме сите. Човечкото его некако тежне према тоа да биде нарцисоидно, као стално смртта гледаме на некој друг дека му се случува, дека тоа може да биде дел од животот на некој друг човек, ама дека тоа не може да биде дел од мојот живот. И некако се правиме за да се заштитиме од неа, од тој процес, само нели мене да не ми се случи, бидејќи не е прифатливо тоа мене да ми се случи. Тоа некако го прават повеќето од луѓето, едноставно поради тоа тој страв толку многу е присутен. Меѓутоа, тие луѓе кои што имаат помал страв од смртта или кои што многу помалку се каат за работите во животот кои што ги направиле или не ги направиле, некако забележуваме дека тие луѓе се некако спремни да умрат у секој момент. Полесно како да го прифаќаат. Има луѓе едноставно кои што размислуваат, па добро, значи јас направив до тука у животот тоа што имав да го направам, па и да ми се случи, тоа јас сум до тука задоволен од мојот живот, без разлика во која доба е човекот, дали значи во некоја порана доба или во некоја подоцна доба, меѓутоа тоа е некако ставот на тие луѓе. Да, тоа беше и моето следно прашање. Постојат две групи на луѓе, се соочивме со две групи на луѓе во пандемијата. Едни кои што навистина се премногу исплашени, она дури премногу и не излегуваат дури ни од дома. Знаеме колку ги почитуваат сите тие мерки, и друга група на луѓе сосема спротивна, која што воопшто како да не се исплаши и како животот за таа група
да не запре и како се да си тече нормално. Што е клучното тука? Која е клучната разлика? Зошто има две такви екстреми? Да, тука прво е битно да напоменеме дека има еден друг екстрем кој што таквиот став го користи само како одбранбен механизам. Значи има разлика во здравото прифаќање на нештото дека смртта може да ми се случи, меѓутоа сосема друга работа од одбранбениот механизам. И тоа ќе го забележите кај тие луѓе кои што едноставно он точно се однесува како да тоа нели воопшто не му е страф и го живее животот навидум многу нормално, меѓутоа кога ќе му се случи ковидот, се случува повторно шок. Јас не мислев дека мене ова ќе ми се случи. Така да двата екстрема се исти. И тие кои што се премногу исплашени, го имаат тој став, меѓутоа и тие кои што не се исплашени дека мене тоа ќе ми се случи, они го имаат истиот став. И одеднаш може и кај едните и кај другите да има шок. Зошто? Заради тоа што тие кои што премногу се чувале, се составот, па јас толку многу се чував, ова нема шанси мене да ми се случи. Меѓутоа, од друга страна, тие кои што не се чувале, и кај нив истиот став. Па јас толку не бев исплашен, нели толку се лежерно бев опуштен, ете, значи овакво и мене ми се случи. И додека здравото прифаќање на тоа е дека да можам да го живеам нели животот нормално и го прифаќам тоа, меѓутоа ако ми се случи ковид, едноставно разбирам и сваќам дека јас сум дека живеам во пандемија, дека сум човек и дека да, оваа ситуација на мене може да ми се случи, едноставно како ќе се изборам или нема да се изборам на крајот. Тоа е таквиот став захтева одговорност. Да бидам подготвен да добијам ковид во таква ситуација, значи захтева одговорност. Така, што е со оние луѓе кои што постојано ги обвинуваат другите, непочитување на мерки, нели не се чувате, чувајте се заради другите. Нели е тоа малку себично само да гледаме за нашиот живот, колку е нашиот живот битен? Па секако нели има и други околу нас кои што никој не сака да го снајде нели тоа, никој не сака смрт да доживее. Нели е тоа малку себична особина си? Да, значи работата е во тоа што можеби таквиот став малку ни се наметна. Јас имам клиенти кои што прележале ковид и типично за сите тие клиенти е чувството на вина. Луѓето кои што прележале ковид во голема мера имаат чувство на вина затоа што го фатиле ковидот. И дури со оној став ја толку се чував, поготово тие што биле многу внимателни. Каде се заразив? Да, каде се заразив и дали сега заразив некој околу мене. И што ако јас нив ги заразам. И при тоа толку е голем повеќе стравот од некој друг да не заразам, него ли што јас сум се заразил, што едноставно чувството на вина станува у некои моменти посилно од самиот страв на него лично нешто да не му биде. И некако тоа е парадоксален момент. Бидејќи ние, пак ќе го повторам тоа, ние живееме во такво време. Ние живееме во време на пандемија на кој што ковид може да му се случи на секого. Без разлика дали имаме или немаме мерки. Европските држави во моментов имаат многу поригорозни мерки од нашите, меѓутоа не гледаме разлика во бројот на заразени. Сигурно дека има некоја поголема стапка, можеби кај бројот на починати кај нас, меѓутоа сега значи дали до здравствениот систем или до нешто друго станува допрва, стварно да видиме зошто било тоа така. Меѓутоа дали мерките стварно даваат резултат е нели дискутабилно, бидејќи ни се случи во зимата да имаме исти вакви бројки. 30% во зимата од населението беше заболено, меѓутоа ние немавме мерки. Немавме полициски часи, немавме мерки. Сега имаме некои мерки, меѓутоа бројките се повторно исти. И како тука значи како се носат прво тие одлуки? Врз основа на што владата ги носи тие одлуки кои што треба да бидат донесени? И како нели ги прават тие? Проценки е многу битно. Така, последниве денови имаше некои истражувања, секоја трета личност заболена со COVID-19, после нели болеста се носи со себе психички нарушувања. Еве од аспект на еден психолог. Така, значи видовме дека не само што има психолошки нарушувања, туку се јавуваат и невролошки нарушувања. Има пациенти кои што имаат невролошки нарушувања веќе на мозокот. Иначе кои што имаат посебни некои промени структурни на мозокот, кои што се случуваат и мислам ова е вистина. Тоа го баш го дискутиравме со некои колеги од Србија, дека и они го забележале таму истиот феномен, кои што се занимаваат баш со таа невропсихологија. И дека се случуваат некои нови, појави кои што на нив до тој момент не им биле познати. Значи ги имаме и тие нарушувања и другите, меѓутоа дека имаат психолошки нарушувања, имаат како што кажав, тоа може да биде прво многу тешко чувство на вина. Мислам, јас сум имала клиенти до
до тој степен со такво интензивно чувство на вина да дури телесно има симптоми од тоа чувство на вина. Преку, не знам, тешки телесни симптоми, преку диареи, преку повраќања и така натаму. И сега, значи, кај што е ковидот прележан и тоа поминало, значи имаме посттравма со која што треба да се занимаваме, меѓутоа чувството на вина во посттраумата се уште трае. И тоа е стварно тешко доживување. Понатаму го имаме, нели, тоа чувство на анксиозност за кое што постојано многу често зборуваме, ги имаме паничните напади, го имаме тој страв кој што е повторно анксиозност, бидејќи разликата меѓу стравот и анксиозноста е во тоа што анксиозноста е продолжено чувство на страв, односно на дистрес, на состојба со која што телото, организмот не може да се избори. Се зголеми ли бројот на анксиозни случаи, односно анксиозни состојби со пандемијата? Се зголеми, да, значи навистина се зголеми. Прерасна ли стравот во анксиозност кај повеќето луѓе? Да, значи доста е прераснат бидејќи човечкиот ум има потреба од структура и од граници. А сега во оваа ситуација ние сме во неизвестност. Значи луѓето се веќе изморени, и умствено се изморени, и психички, и секако, и телесно се изморени. Значи умствениот умор ние го чувствуваме и на телесно ниво. Тоа е многу битен аспект да се каже. И едноставно во тој умор, помешано со целата таа неизвестност, луѓето веќе ќе поминат можеби во една состојба на апатија. Да едноставно се предадат, веќе телото ќе ги предаде своите последни сили. Едноставно нели се влегува во таа една апатија, во таа една дезориентираност, во тоа едно исклучување од реалноста. Веќе постои луѓе кои што се исклучени од реалноста и кои што воопшто не го живеат животот ни во најмал степен како што некогаш го живееле. Така, зашто најчесто бараат помош луѓето сега од психолог, психотерапевт? После пандемија. Да, откако е почната короната, животот на многу луѓе си има променето. Не нужно секој пат се појавиле состојби на анксиозност и на панични напади. Има едноставно промени, имате во семејната динамика на луѓето. Се случуваат такви промени. И тука имаме многу ситуации на развод, например. Едноставно партнерите доаѓаат нели до еден степен да се видат себе си, да се од некој друг агол во кој што до сега нели баш така не се виделе или недоволно можеби се познавале, бидејќи често пати ние некојаш во животот недоволно го познаваме партнерот со кој што сме и некако таа ситуација носи некои нови увиди кај луѓето, така што имаме промени во семејните динамики, промени нели во личниот раст и развој кај луѓето, кај некој пак короната има дадени позитивни многу аспекти. Да. Зошто? Да, поради тоа што истригирало некои процеси кои што во старт биле негативни, меѓутоа со текот на времето решиле да посетат психолог, терапевт, да го разгледаат тоа и да ги претворат тие процеси од позитивни во негативни во позитивни. И баш тоа да даде значи еден убав резултат кај тие луѓе, баш пошто како ние сега се справуваме со оваа ситуација, сме имале диспозиција од порано. И сега тоа само како симптом излегува во пандемијата. Значи, како луѓето се справуваат со стрес во дадена ситуација, диспозицијата ја носат уште пред стресот да се појави. И после само она се појавува во стресот. И сега тие луѓе кои што имале диспозиција за многу негативни начини на справување со стрес, кај нив во оваа ситуација тоа ескалира. Так. И баш од тоа биле поттикнати да посетат, например, терапевт, да поработат на себе и да тој процес од негативен го претворат во позитивен и многу повеќе да пораснат и емоционално да созреат, и интелектуално, и ментално секако. Да поработат на себе, така е. Според тебе, кои категории на граѓани најтешко го поднесоа ова со пандемијата? Сведоци бевме нели на домашен карантин, на изолација, еве и уште на полициски час, и уште трае нели полициски час. Кои категории на граѓани најтешко го поднесоа ова? Добро, сепак мислам дека најтешко е, пак мој личен став повеќе, дека најтешко го поднесоа ризичните групи. Како најсплашени, можеби. Кај нив стравот е дефинитивно поескалиран, за разлика од некои други, иако не мора да значи. Јас познавам луѓе кои што се во ризична некоја група здравствено, меѓутоа па се помалку исплашени од некој сосема здрав човек. Меѓутоа во многу ситуации видовме па и дека нема правило.
Има луѓе кои што се во ризични групи, го прележаа коронавирусот, меѓутоа има луѓе кои што нели беа здрави, без никакво заболување, едноставно починаа и се случува и тоа. Сепак мислам кај децата некако тоа беше Да, и тоа ќе те прашав еве за децата. Да, кај децата некако не се забележуваше тој страв, некако ги одмина, меѓутоа они пак го живеа стравот на родителите. Бидејќи нели од старт знаевме дека децата се некои можеби асимптоматични преносители или не ги држи некако многу како нив брзо да ги напушташе вирусот, дури во тие семејства каде што беа цели семејства заразени во некои случаи колку што јас знам и сум информирана, некои дури не ги ни тестираат децата кога влегува во таа изолација, само нели со очекувањето дека на него така ќе му помине. Меѓутоа ете нели сега читаме дека со овој новиот британски сој и децата веќе не се асимптоматични, дека така, меѓутоа и на децата влијаат овие мерки, нели, повеќето не одат на училиште, во градинка. Апсолутно многу влијаат, бидејќи пред се поради онлайн наставата. Така. Онлайн наставата многу го измени квалитетот прво на образованието. Мислам, децата како деца навистина сакаат граници и дисциплина и структура која што е многу битна за нивниот развој. Во онлайн наставата не постои, не постои контрола врз нив. И децата многу лесно можат да излезат од таа контрола. Па ги гасат микрофоните, ги гасат камерите, играат некои нивни игри кои што воопшто не се поврзани со тој некој наставен процес, се затвараат во некој свој друг свет и квалитетот е многу намален. Многу повеќе препишуваат, се снаоѓаат, бараат начин да тоа како го направат и децата некако поитри станаа од самите професори. Во онлайн наставата и мислам дека дури можеби и самите професори го знаат тоа или го чувствуваат, меѓутоа не превземаат некои посебни мерки, бидејќи веројатно и они самите се изморени од сето тоа. Јас во одреден период, кога работев онлайн со моите клиенти, видовме дека онлайн работата многу повеќе исцрпува од работата во живо. Значи, кога онлайн работиме, еден клиент, јас лично барам, сега за моите други колеги не знам, меѓутоа се заморувам како да сум ги сработала двајца клиенти. И мислам, и тука едноставно се променија нештата во тој аспект и во квалитетот. Дали родителот треба да е малку поактивен при воспитувањето, при односот со децата во едно вакво време? Дали можеби децата како да се оставени сами на себе? Значи, таа врска меѓу родителот и децата е многу комплицирана, искрено, иако многу е тешко тоа некако да го сватат луѓето. Зошто? Бидејќи стравот на родителот ќе биде толкав и кај детето. Ако родителот нема страв, и кај детето ќе нема страв. И сега постојано некој пат се јавуваат родители како да се справиме со стравот на детето. И јас нив ги прашувам како вие се справувате прво со личниот страв. Значи, многу стравови кои што, без разлика за короната дали зборуваме, независно од короната, многу стравови кои што ги имаат децата се личните стравови на родителите. И сега нема зошто во короната тоа да биде поразлично. Тоа е истото, само дури многу повеќе ескалирано на некои моменти. Како да сме затрупани со информации, дезинформации, социјални медиуми, телевизии и сите оние други видови на информации кои што доаѓаат до нас и кои што несомнено можеби ни го зголемуваат стравот. Како да се справиме со сето она? Дали треба помалку да читаме, помалку да гледаме вести, можеби помалку да следиме што се случува, да не бидеме толку оптеретени со бројки, секојдневни починати? Да, значи јас сметам дека веќе за коронавирусот премногу се кажа и премногу од една страна се знае, меѓутоа од друга страна се извинувам, они постојано велат дека многу малку се знае. И сега ние имаме вакцина за некој вирус за кој што многу малку се знае, од друга страна многу малку се знае за вакцините, меѓутоа тоа е као единствениот лек во моментот, како што ни се кажува, за да ставиме крај на оваа пандемија. И тука многу е пак неизвестно сето тоа. Дали да читаме, дали да не читаме. Прво прашањето е што сакаме да знаеме ние и што сакаме да читаме, бидејќи колку повеќе луѓето читаат, они читаат во насока на тоа да имаат доживување дека со повеќе знаење би ја контролирале ситуацијата. Меѓутоа, вистината е дека ние не ја контролираме ситуацијата сепак на крајот од денот никако и дека дали многу поише ќе знаеме или дали многу помалку ќе знаеме ние исто. Колку повеќе еве сега на пример знаеме за некоја друга болест за која што помалку се зборува, колку знаеме за ракот, колку знаеме за срцевите удари, колку знаеме за некои други заболувања таму, а луѓето значи не се оптеретени со тоа.
Едноставно медиумски сме пребомбардирани во моментов за постојано да бидеме оптеретени. Така, интересно беше и кај тебе тоа што објави, зошто не се читаат оздравените, нели? Зошто не се осврнеме на оздравените пациенти, ги читаме починатите. Кога секој пат се многу поголем број од Така. починатите, да. Така. Што ќе биде советот од еден психолог кој што ќе го упатиме кон оние кои што несомнено секојдневно се затвараат во своите домови токму поради тој страв, таа неизвестност и сето тоа што ги држи. Нели, пак во страв ќе кажам, во страв, живот во страв. Така. Значи јас баш Како пред најлесно некој да ден се преброди? Па мислам дека тој што до сега не успел некако да преброди ситуацијата, обично денот се познава по утрото. На почеток. На почетокот. Гледаме кој како пребродува. И сега, ако некој до сега не успел да преброди, стравот на некои луѓе веќе станат навика, анксиозноста на некои луѓе веќе станата навика. Едноставно и времето во кое што живееме, ова креира некои нови навики. И луѓето веќе така живеат. Сега дури да се вратиме во нашето старо нормално, може да биде чудно. Луѓето кои што се затворени, одеднаш ќе треба наново да научат да се отворат. Значи, за секоја наша навика во мозокот се создава посебна невронска врска. И сега, значи, тие се стари врски кои што веќе останале во нас, меѓутоа се направени некои нови невронски врски од ова време сега. И сега ние после известен период, не знаеме кога и како ќе заврши, ќе треба па да се вратиме у тоа другото. Имате, например, реверзибилна ситуација кај луѓето што претходно страдале од анксиозност. На нив, например, локдаунот им дојде добро. Кај нив се намали анксиозност. Зошто? Заради тоа што кај некој други ескалираше и они се почувствуваа сигурно. Да, тоа ќе те праша, што е со тие луѓе што... сега да видите на нас како ние така да живееме. Сега не разбирате. Буквално полицискиот час за некои луѓе беше зона на комфор, поготово за тие што нели како страда од панични напади, анксиозност, зборувам уште од старото нормално. И тоа го донесува сега. Се разбира, они се чувствуваат многу покревки во однос на тоа кога нема никаква мерка. Они едноставно на нив им требаат тие мерки и тогаш се намалува кај нив анксиозноста во голема мера. Ќе се врати ли она старото нормално според тебе или ќе научиме да живееме со сето ова? Односно ќе треба да научиме? Па значи тоа ќе зависи од сите нас. Значи нели постојано се поставува прашањето кога ќе заврши пандемијата, меѓутоа прво ние не знаеме како е искреирана пандемијата. Имаме нели многу така наречени теории на заговор кои што се дискутабилно дали има нешто во нив вистина или нема, пошто нели се случуваат некако многу работи за кои што не очекувавме дека може да бидат вистина, па некако станаа вистина. И сето тоа, така да мислам дека ќе заврши кога ние ќе решиме да заврши или кога некој таму можеби ќе реши дека треба да заврши. А до тогаш вродуваат ли со плод сите овие мерки? Па значи добро, тоа е многу очигледен одговор на прашањето. Не знаеме дали едноставно вродуваат или не, можеби за некого да, но мислам дека начално не вродуваат и дека сепак природната селекција на крај ќе биде таа што ќе си го даде својот. Дора, не дај Боже за неколку години не снајде пак ваква пандемија, дали тогаш ќе бидеме емоционално и психички стабилни да го пребродиме полесно тоа? Дали веќе ќе имаме она стекнато? Добро, значи ова е многу хипотетичко прашање, би рекла, меѓутоа се зависи од типот на пандемијата. Што ако, например, ни се деси пандемија која што би била со многу посилна болест од оваа? Во историјата знаеме за пандемија кај што смртноста била со многу голем процент, со 80-90% од случаевите. Имаме такви болести. И така да тука многу, значи, тоа дискутабилно станува на времето да видиме. А што најчесто ги спречува луѓето да побараат помош од психолог? Па, најчесто тоа што ги спречува е веројатно сознанието, можеби за тоа табу, дека уште нели на психолог оди некој кој што не е нормален или некој кој што има ментални пореметувања, нарушувања, не знам какви. Иако морам тука да кажам дека тоа табу се напушта полека, значи не сме веќе во тоа што сме биле некогаш, например, пред 20, 30, 50 години. Посетата на психолог е се почеста, се буди свесноста кај луѓето и ние сме многу задоволни како прогресира тој процес. Меѓутоа, друга работа поради која што не се јавуваат е се уште верувањето дека можам сам да се справам со ова. Така. Се уште не ми треба, се уште можам сам, па знаат да се јават во момент кога веќе е птене, нели, ескалирана одредена состојба и ситуација, веќе
навистина е преплавена личноста, не се справува и веќе крајно време е да се јави на психолог тогаш. И најчесто тие се двете причини, или табуто или верувањето дека тоа не му треба, дека може сам, што добро, има некои луѓе што можеби навистина успеваат сами да се изборат со тоа, меѓутоа голем дел не успеваат или едноставно поминуваат во некои дисфункционални матрици на однесување кои што покасно имаат други последици. Сега голем дел од луѓето и не ни знаат разликите кои се помеѓу психолог и психијатар. Еве, ајде, начално разликите. Кои се и кога треба да се посети психологот, а кога психијатарот и каква е соработката помеѓу овие лица? Да, значи се согласувам дека уште таа разлика кај некои луѓе не е позната. Пред се, значи, психијатарот е лекар, доктор и тој има право да препишува медикаментозна терапија. Психологот нема право, значи, на тоа и психологот не е лекар. Значи, факултетите се различни на кои што се студира едното, на кои што се студира другото. Значи, едното е одсек медицина, а другото значи се студира на филозофски факултет тука, на Институтот за посебен за психологија. И таа е прво клучната разлика. И друго е тоа што психологот го води обично психотерапискиот дел, значи само низ разговори работиме психотерапијата или низ некои други методи и техники, меѓутоа не и фармакотерапија, а психијатарот значи по негов избор исто така може да биде и он психотерапевт и да го комбинира нели тоа со фармакотерапија, меѓутоа доколку психијатарот нема одсек за психотерапија, може само да го води медикаментозниот дел, а на психологот да му го препушти психотерапискиот дел, таа разлика. Соработува ли психологот со психијатарот еве? Да, значи би требало да соработуваме во нормални услови, како што кажувам, меѓутоа често пати меѓу нас има некои несогласувања, некој пат психијатрите мислам дека имаат некој став дека може би е доволна само таа медикаментозна терапија и не сите веруваат во процесот на психотерапија, меѓутоа има психијатри кои што и како веруваат во процесот на психотерапија и самите се терапевти. Има ли психолог психологот? Има. Да, има, заради тоа што ние кога стануваме психотерапевти, таа е посебна едукација која што не е дел од формалното образование на факултет, туку значи тоа се учи посебно во други 4-5 години. И во тој процес на едукација ние мораме многу да работиме на себе, за ние прво да сме чисти од внатре за да можеме да го разбираме клиентот. Значи, тој е терапевт кој што нема работа на себе, тој и не може да биде вистински терапевт, а и ние некако се врзуваме за таа работа бидејќи нашиот живот е во постојан развој. Постојано на нас не се случуваат нови работи и не секој пат се соочуваме со чувства и ситуации и когнитивни шеми кои ни се познати. Некој пат нешто не ни е познато и некој пат и на нас нешто ни е ново, па имам потреба да одам да проверам сега што е ова. Некој пат и ние во нашите лични процеси знаеме да бидеме збунети, нормално бидејќи сме и ние луѓе. Колку е тешко работата да не си ја однесеш дома, да остане тука во центарот? Да, се слагам дека често пати тоа ние терапевтите знаеме да си однесеме таа работа дома и не само дома, туку во поширокиот круг на луѓе. Зошто бидејќи и не сакајки некој пат ни се случува да забележиме нешта, професионална деформација. А иако тоа не го правиме свесно и намерно. Значи, например, можам да седнам со друштво, некогаш или да излезам и да забележам нешто сосема ненамерно. Ама веќе сум го снимила, сум го забележала, се разбира, се оградувам од тоа да го искоментирам или на некој да му наметнам нешто, меѓутоа дека го забележувам и тоа е нешто од кое што не можеме да си земеме, бидејќи терапијата е процес во кој што ние прошируваме нашата свесност. И сега, после некое време, дури и клиентите, кои што не се терапевти или психолози, дури и они ги забележуваат другите нешта кај другите, зошто бидејќи они веќе низ нивниот личен процес и работа на себе забележале некое проширување на свесноста. И кај нив тоа се случува, и они го забележуваат тоа кај другите луѓе, исто како нас терапевтите. Имаш ли некој сознание која возрастна група најмногу посетува психолог? Значи, обично се негде тука до 50-та година, можем да кажам, дека негде измеѓу 20-та и 50-та луѓето во тој период најчесто посетуваат психолог, посетуваат и подоцна, меѓутоа се зависи од ставот на личноста.
бидејќи се уште во таа измеѓу 20 и 50 тој е некој плоден период на луѓето и после и од 50-та, нели, може да биде исто така плоден. Меѓутоа во тие генерации, бидејќи они се малку постари и во некои различни времења се живеени, и они повеќе го имаат тоа табу и можеби они повеќе не посетуваат психолог за разлика од помладите. Така, Дора, при самиот крај сакам да ги опфатиме сите оние совети кои што ти како психолог и психотерапевт ги упатиш кон нашите гледачи еве во врска со сета оваа пандемија која што несомнено сите сакаме што поскоро да заврши, што ќе биде она начелно кое што ќе ги посоветуваме нашите гледачи? Па тоа што би ги посоветувала едноставно да бидат предпазливи, можеби во ретен или да се чуваат самите себе, меѓутоа да сватат дека стравот е фиктивен и дека ние преку стравот, ако се плашиме повеќе, немаме контрола врз ситуацијата. Едноставно дека со стравот ние контролираме нешто или дека ако се плашам, ако се чувам и ако пребришувам се, нели по не знам колку пати во денот, ако ставам сега како што гледам носат по 2-3 маски, дека сигурно со тоа превентивно ќе се заштита, мислам се лажат. Тоа е едноставно само чувство и доживување дека ние апсолутно можеме да се заштитиме. Меѓутоа вистината е дека не постои правило. Луѓе кои што многу се штитеа, нели го добија вирусот, и луѓе кои што не се штитеа, повторно го добија. Баш така, не постои правило. Не постои правило. Така. Ти благодарам за денешното гостување, ти благодарам што ја прифати поканата. Се надевам дека ќе се дружиме и повторно со надмината пандемија и со споделени искуства и други совети. Благодарам за поканата уште еднаш. Дора Попова-Узуновски, психолог и гештал психотерапевт, гостинка во денешното издание од своја страна. Се надевам дека уживавте и дека овие препораки и овие совети ќе ви дојдат добро. Се гледаме ние следната недела во истиот термин. На самиот крај посебна поздрав и посебна благодарност до бутик Мај Мода и до мојата шминкерка Самра Емери.